Откако завршија возводувањата на фудбалските терени и прославувањето на директниот влез во втората лига Исток пред управата на градскиот фудбалски клуб Осогово е огромниот предизвик како да се организира и подготви клубот за неспоредливо поквалитетниот ранг на надпреварување. При тоа се врти околу обезбедувањето трајно и долгорочно финансирање кое ќе возможи стабилна фудбалска сезона и соодветни резултати. Во таа насока, неодамна во Кочани се одржа презентација од страна на консултантската куќа Рафаловски за инвестирањето во спортот преку новиот закон, од кој ефектите ќе можат да се почувствуваат, но на подолг рок. Дека општината и клубот не седат со скрстени раце, зборува најавената отворена средба, која најверојатно ќе се одржи на 14 јуни во општинската сала, на која ќе може да се дискутира, но и да се предлага евентуално вклучување со донации во клубот согласно новиот закон за даночни улеснувања од данокот на добивка, потоа можноста за преземање на клубот од страна на заинтересирани субјекти и проширување на управниот одбор. Токму на овој состанок се очекуваат судбоносни одлуки од кои во голема мера ќе зависи иднината на Осогово. Во управата се свесни дека ќе мора брзо да се действува, бидејќи времето незапирливо тече, па затоа представници на клубот веќе имаат контакти со бизнис заедницата во настојување преку заеднички интереси да му се помогне на новиот второлигаш. Целта е Осогово да не остане само една сезона во втората лига, туку да се создаде стабилен второлигаш кој ќе ја врати публиката и атмосферата на стадионот. А првиот предуслов за тоа се атрактивните противници, бидејќи секој дуел практично ќе представува дерби надпревар. Во Кочани ќе играат екипи како Брегалница, Штип, Беласица, Борец, Кожув и други.